Басри Бајрами, во право сте кога рековте дека ги избркаа за една година. За жал така беше. За една година, за 13 месеци. Тоа беше за интерес, коалиција и за една употреба. И во право сте кога велите дека новата влада е коалиција на интереси и чиста математика. Го споменате бурекот. Бурекот стана доста популарен. На времето повторно се актуализира и најверојатно бурекот повторно ќе остане за таравари, а бифтекот ќе го јаде повторно Османи заедно со Маричич. И она што е симптоматично, јас го поставив како теза минатиот пат, е зошто повторно се спасува оваа коалиција, особено ДУИ, имајќи го предвид кризата, внатрепартиската криза која што ја има, и сега кога Алијанса како најголем критичар на ДУИ, на политиките на ДУИ, на функционерите на ДУИ, гледаме дека сега влегува во коалиција со ДУИ и тука паѓаат во вода сите тези дека со криминалците не може да се бориш против криминал. И знам дека е убиена надежта, но верувам дека надежта повторно ќе се појави кај нашите сограѓани албанци, затоа што голема надеж се полага во фактот дека треба да дојде крај на владењето на оваа коалиција, особено на тандемот Груби Османи Ковачевски, и тоа незадоволство ќе се прелее најверојатно сега во корист на единствената, можам да кажем, опозицијска партија кај албанците, а тоа е БЕСА, и најверојатно БЕСА ќе профитира од тоа на наредните избори, и така би требало да биде. И она што е интересно, што секогаш кога ќе се затресе столчето на функционерите на ДУИ, секогаш се повикуваат на национални сценарија, се повикува на нетрпеливост, се бараат повеќе факт е сите чарето најчесто го наоѓаат на државата. Еден силен одговор во следниот период, да се зголеми навистина фронтот кој што ќе не однесе во Европската Унија, а овој воз што сега го вози Ковачевски, тој воз никогаш нема да стигне на таа дестинација, односно во Европа. Благодарам. Игор Здравковски ка реплика.